Во овој дел од денот ќе посветиме време и внимание на едно убаво пријателство. Ќе раскажеме една убава приказна. Чест и задоволство е да разговараме со член на извршниот одбор на Друштвото Македонско-Јапонско пријателство и соработка. Добро утро велам за господинот Горан Антевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдовме. Повод за нашиот разговор се 35 години постоење на Друштвото на Македонско-Јапонско пријателство, па би сакала најпрво да ни раскажете од каде идејата за формирање на токму вакво здружение. Здружението е формирано точно пред 35 години, на 26 април 1990 година и е првото друштво што е основано после осамостојувањето на Македонија и представуваше како еден предвестник за останатите друштва да направат здружување со земјите од кај што доаѓаат. Македонското јапонско друштво е формирано ентузијасти кои се од новинарскиот дел, од медицина, интелектуалци, спортисти, љубители на јапонската култура, така да тогаш пред 35 години е формирано. Ние сме малце помлади членки, јас сум помлад член на тоа друштво, но доаѓам од бизнис секторот, затоа што на ова друштво треба да се развија и со бизнис, и со економија. Секако културата, спортот и јазикот останува како приоритет на нашето друштво да бидеме во соработка со Јапонија, но секако и бизнисот и економијата мора да биде нешто што во иднина ќе се развива. Така, кога го споменавте веќе бизнисот и економијата, како друштво формирано токму заради соработка меѓу Македонија и друга држава, како изгледаат првите проекти? Првите проекти беа помош повеќе од јапонската влада, затоа што јапонската влада и амбасадата тука во Македонија даваат голема поддршка кон Македонија. Повеќе од 700 милиона евра годишно до сега јапонската влада има инвестирано во Македонија по разни проекти. Од инфраструктурни проекти, културни, јазични проекти за развој на Македонија, но и приближување на јапонската култура во Македонија. Но највеќе во инфраструктурни проекти и помош на општините и на институциите. Таа помош е секоја година, се развива само, а ние работевме на проекти, нашето друштво работеше на проекти за јазична соработка помеѓу Јапонија и Македонија, за изложби, тајко тапани, например, тоа е преубав музички спектакл, различни изложби за слики, за кукли, оригами, работилници за оригами и многу различни работи се во овие изминати години направени во Македонија. 35 години навистина не се за потценување. Многу години на низа успешни соработки. Па колку проекти успеавте да реализирате досега во овие 35 години? Као што кажав, многу проекти, затоа што во првите години од основањето на друштвото, средствата што доаѓа од Јапонија претежно беа насочени на самото друштво и друштвото ги вложуваше, например, еден од поголемите проекти беше 5-годишно учење на јапонскиот јазик во Македонија, од каде што дел од студентите после тоа продолжија и во Јапонија да студираат. Тоа беше една убава работа која го подобри зближувањето помеѓу Македонија и Јапонија. Како што реков, тајко тапани неколку пати, 2 пати до сега се организирани во Македонија, работилници, но секако и издавањето на акебоно списанието, кое се издаваше 4 пати годишно и кое достигнуваше по 2000 тираж. Значи, ова акебоно списание ние го реозовнуваме сега и од денеска веќе ќе биде дигитално достапно за сите наши читатели и сакаме да ја промовираме јапонската култура во Македонија, но секако не е ова само јапонската култура во Македонија да ја промовираме. Ние како здружение имаме соработка со нашето здружение во Јапонија, каде што ја промовираме и македонската култура. Обострана. Да, така да таа убава соработка продолжува. Убаво е да се слушне дека имаме обострана комуникација, но на кој начин Јапонија помага на Македонија преку вашето друштво? Па, како што кажам, нашето друштво кое е основано пред 35 години,
нашиот прв председател и еден од основачите, Коста Балабанов, кој е сега почесен член, многу години успешно ја го водеше ова друштво и беше предвесник на зближувањето на дипломатската активност помеѓу Македонија и Јапонија. Од основањето на друштвото секогаш помагаше, на почетокот помагаше и за приближување на дипломатијата од Јапонија во Македонија. И тие проекти, преку проектите што ги работеше, но секако и со своите релации во Македонија помогна да се зближи, да се направи дипломатско представништво тука. Тој беше, Коста Балабанов беше првиот почесен генерален конзул на Јапонија во Македонија. И преку него ние успеавме да ги воспоставиме тие дипломатски односи, а пред неколку години, мислам дека пред 7 години, беше основана јапонската амбасада во Македонија. Така да сега сите тие поголеми активности ги презима јапонската амбасада, бидејќи има и стручни служби и помош од Јапонија. Ние сме поддржувачи, но секако и сме промотери на јапонската култура и помагаме да се основаат овие проекти во Македонија. Така. Колку по формирање на се ова што го споменавте и државните институции, сите институции помагаат во реализирање на идеите и во реализирање и практикување на добрата мисла и идеја, односно поврзување на овие две држави? Претежно проектите ги работиме ние, затоа што сакаме да промовираме јапонската култура. Секако нашиот клуб, македонско-јапонскиот друштво за соработки и пријателство, но кое е составено од повеќе друштва во овој склоп. Јас сум од бизнис секторот и јас сум председател на едно јапонско-македонско друштво за техничка соработка, каде што ние сме дел од ова друштво. Секако тука се и џајка, кое е друштво кое е врзано со институциите. Така да ние имаме помош од институциите, но секако таа помош секогаш треба да биде поголема и подобра, затоа што ние имаме позитивни практики кои сакаме да ги прикажеме во Македонија. А тука се секако и спортистите, истакнати спортисти кои во текот на годините учествуваат и учествувале во друштвото, културни работници од Ликовната академија, професори на медицинскиот факултет и разни поддржувачи на нашата мисла и цел. Така да ние само го развиваме ова друштво и сакаме со институциите да имаме уште подобра соработка. Затоа што јапонската влада многу донира за нашата држава и За крај на овој убав разговор би ве прашала кои се целите и идеите на Сдруженијето за во иднина? Па како што кажав и претходно, сакаме да ја развиеме културата во Македонија, сакаме да ја приближиме Јапонија до Македонија, сакаме да доаѓаат повеќе туристи од Јапонија и тоа е нашата цел. Да доаѓаат во Македонија, да не запознаат нас, нашата култура, затоа што тие се воодушевуваат на нашата храна, на нашето вино, на нашите насмевки. И би сакале во иднина тоа да се продлабочува, но секако ние сме и промотори на јапонската култура, да идеме и ние да ја посетиме Јапонија, да ги запознаеме тие луѓе, да ги прифатиме и нивните добри навики, нивната чистота, нивната култура, нивната иницијативност за подобрување на општеството, така да нашата цел е секогаш да правиме некои настани кои ќе не зближуваат. Ви благодарам многу на она што ни го споделивте и натака ви посакувам уште многу години убава и успешна работа и овие 35 години оваа година да ги заокружите со нешто уште поубаво и пограндиозно кое што ќе направи поврзување на овие две земји. Да. Јас би ве поканил вас, утре ние во сабота на 26 април правиме собрание на нашето друштво, каде што ќе имаме и културна програма, да дојдете вие и вашите гледачи. Настанот ќе се одржи во КИЦ, културниот центар, во центарот на градот од 19 часот, така да некои ентузијасти што се
јапонската култура слободно нека повелат, ќе ни биде драго да го возобновиме друштвото, да биде на подобри гранки. Ви благодарам и ви посакувам на вистина огромен успех. Како што сподели господинот Горан, одлична идеја каде да го минете викендот кој ни предстои, а ние сме секогаш тука да ја споделиме убавата идеја и убавата мисла, која дефинитивно ќе продолжи во другиот дел од студиото заедно со Јелена и трите дами кои ни се веќе гостинки уште од рано изутрина. Да, еве сме повторно назад и она време кое што го имаме да го искористиме ефективно. Ната, јас извинувам, те прекинав, меѓутоа мораше да најавиме реклами и зборувавме за работната етика на другите народи, на другите култури, нешто со кое што ние многу често како македонци, кога ќе се сретнеме, имаме чувство дека доживуваме некој ментален шок, некој цивилизацијски шок, па сакав малку вашето искуство да го споделите во врска со тоа. По што сме ние различни во работна етика, ако зборуваме? Искрено да ти кажам, колку повеќе патувам, мислам, и ги посетуваме овие конгреси, еве конкретно во Дубај бевме пред една недела, сваќам колку всушност работната етика е многу битна во начинот на работа, односно во начинот на функционирање, на работно функционирање. Културата на однесување, еве нашите партнери конкретно можам да кажам, се од Кореја и толку се позитивен народ, толку се некако мотивирачки народ, толку имаат некоја посебна енергија, посебна култура, да кажам, на работна етика. Бидејќи самиот начин на нивното однесување ни го пренесуваат нас. И ние на тој начин сме сталожени. Значи, еве како нивната култура се однесува на тоа многу полека, внимателно и секој си ја знае својата работа. Нема мешање на јас ова ќе го направам, како што чекај, јас ќе ти го завршам ова. Не. Секој си знае што прави. Да, точно така. И тоа е тоа. Секој си има кој е за маркетинг, кој е за комуникација со партнер или било што. Значи секој си има своја задача. И тоа е фасцинантно што се многу посветени, што многу побавно ти брзо работат, меѓутоа начинот на кој што работат е доста посветен. Точно. Не е за разлика како кај нас, ние стануваме и легнуваме со стрес, што ние веќе не сме ни свесни, за нас е тоа многу нормално. Да, и тоа викам, со секое наредно патување, со секоја комуникација, еве секојдневна комуникација со нив, мислам дека станувам подобар човек. Тоа е убавото. Како викаме, да ги земеме најубавите работи од местата каде што одиме, од каде луѓето кои што ги запознаваме. Еве примери или конкретно соработуваме со луѓе од Турција, од Шведска исто, имаме исто партнери од Шведска. Секоја си има различна култура на однесување. Така да, али ќе ги издвојам корејците како народ дефинитивно. Некој од кој што треба да учиме. Точно. Имаме фотографии, јас би сакала еве за секој од гостинките, еве за Ната веќе кога зборуваме незините фотографии, на Наташа да ги погледнеме фотографиите, мислам дека има и тука некои патувања кои што ги видов и фамилиарни фотографии, па Ната еве по збор два за секоја фотографија. Да. Ајде режи. Ова се фамилијата. Ова се следните членови на подкастот кој Нина. Да, тука славевме првиот роден ден на синчето и така фамилиарно. Ако убава следна фотографија. Да, ова е конгресот тука во Скопје. Нашето прво представување тука со нашите материјали кои ги работиме веќе половина и повеќе од година дена. Така да, тука сум со сопругот кој ми е најголемата поддршка. Сопругот е тука, да го поздравиме позади камерите. И роден ден му е денес, среќен роден ден. Да. Кирил, треба да частиш, нека ти е среќен роден денот. Еве ги нашите партнери корејци. Овие ли се? Да, ова се толку луѓе мали, а многу големи луѓе. Па да, така изгледаат. Да. Од овие луѓе само можеш да научиш нешто позитивно, ништо друго. Значи оваа нивна култура ме овоодушеви и би сакала само почесто да се дружиме. Ова е во Србија. Исто така имаме конгрес, фармацевски конгрес, на кој учествувавме и стварно доста имавме добри резултати. Бидејќи интернационално исто работите. Добро, и србите доста се развиваат во овој сектор. Да. Така. Еве, ова е од пред недела дена баш на убава Дубај? Дубај Дерма, да. Многу пријатно искуство, научив многу овој пат, многу новитети, многу работи кои се надевам дека ќе ги пласирам на нашиот пас. Место каде што промените се случуваат од ден во ден. Да, многу добро место. Така, одиме следна.
Еве сум јас тука исто во Дубај на едно излегување заедно со нашите партнери, бидејќи тие цело време организираат нешто и сакаат да ти прикажат колку се како да кажам, колку се захвални за она се што го правиш. И ова е едно нивно излегување. Браво! Дубај не е лошо, не е лошо. Еве ги повторно, ова ми е една од умилените слики, бидејќи тука го склучивме договорот со партнерите и тука сме во Истанбул моментално и тука исто и синчето со нас на сите баш на конгресот, да, тука. Па добро, по стапките на мама и тато. Ова ни е многу драга слика од Сдруженијето ЗЕМ, значи Сдружение за естетска медицина, кое стварно треба да се слуша гласот на Сдруженијето ЗЕМ, бидејќи тоа е едно од нашите, да кажам, здруженија кои на кои што сме посебно горди. Па да. Да, и знам дека често имате ги поздравувам, ги поздравувам доктор Игор Пеев и Анџелка кои се главни организатори на овој настан. Супер, добро. Од Нате ќе одиме со Нина. Кај Нина имаме фотографии и едно видео. Меѓутоа, ајде прво да ги скоментираме фотографиите, па на крај ќе го видиме видеото, затоа што збориме за подкастот, а не го видовме подкастот, ама имаме нешто и за тоа. Повели Нина. Тука сме од последното снимање во просториите каде што огромна благодарност на тимота кој што ни ги поземува просториите за снимањето. Знаеме дечињата какви се, сакаат се да видат и сега тука снимавме ние најава, а Јоана може јас да снимам, така да од денеска сака да биде снимател. Па да ја работиме во Канал 5 за неколку години, еве отворена покана за Јоана. Тука сме со две од дечињата од претходната емисија. На крај на секоја емисија си се дружиме, си пиеме сокчиња од Витаго и разговараме како бевме и многу ми е мило фактот што после секое гостување, секоја емисија децата пак сакаат да дојдат и добиваме телефонски повици од родителите, кога ќе има пак, а може за недела дена пак да дојдеме, така да тоа е на друга тема да се збориме. Да. Па да, како што спомнавме, од децата има многу што да се научи. Повторно сме тука во тимота, каде што наздравуваме со сокчиња за добро завршена емисија. Супер, одиме понатаму. Колку емисии имате до сега снимано? Имаме во моментов пуштено 4, пуштаме секоја среда, четврток, зависно од кога ни е спремна, а подготвен имаме уште неколку кои што секоја недела наредна ќе идат во етер, да. Добро. Тука сум на настан. Модератор? Да. Супер. Повторно со деца. Нема, тоа таква ти е работата. Не можам да видам што. Тука на психолошко-дефектолошки конгрес, каде што имав своја презентација за развој на детскиот мозок и како се развива и дека всушност детскиот мозок, ако се работи на време и ако се оние мозочни хемисфери и интелигенцијата може да се надогради, да се зголеми, да се забрза развојот со правилна работа во правилно време. Да. Одлично. Повторно тука на настан, каде што ги анимираме, забавуваме. Да, не треба да кажеш дека е за деца, веќе гледаме дека е детски настан. Ова е дел од снимањето? Да, дел од снимањето. На децата зборува, така ни се вика подкастот, односно шоуто, децата зборуваат, затоа што многу има да кажат, многу има да ни за многу работи имаме да зборуваме и тоа е интересен фактор затоа што ни е временски ограничено до 20 на минути. Ама никогаш не завршувате на 20 Никогаш не завршуваме и мораме да кратиме, некогаш ми е жал, ме караат што ставам повеќе, но не можем да скратиме. Тука бевме со Стефи и со Младен. Младен е оној кој што помага во соснемањето и кој што ми е најголема поддршка, а Стефи е од тимота која што ни го изнајмува просторот, да. Супер. Имаме видео сега. Јас би сакала, мислам дека 1 минута видеото. Тоа е едно клипче доста интересно кое што сте го направиле, дел од подкастот, пак ја замолам режијата доколку може да го погледнеме видеото. Дали знаеш што е тоа љубов? Љубов? Да. Љубов е некој да сакаш и да го сакаш многу и да не го откачиш, ама ако си веќе у градинка и ако некој сакаш,
мора, и ако одиш во школа, мораш да ја откачиш и да се земеш друга. Како така да ја откачиш? Јас направив така. Како тоа направил така? Љубов на далечина не бивало, сакал цело време да ја гледа тука, сека градинка, школа, не можел да се гледаат секој ден и нашол друга. И оваа ќе му била до 9 оделение, после ќе размислил. Колку е лесно на децата. Имаме фотографии од Сања, мора да продолжиме понатаму во интерес на времето. Сања исто ни прати доста фотографии, пејте Сања преку фотографиите да ја доближиме и вашата работа на нашите гледачи. Да, јас пратив и од детство до не толку. Не знам што меѓутоа, има, да, ова ќе е видиме. баш најтаза фотографија. Ова е сега од сезона 2, каде што имаме предприемачи од 15 држави, 40 стартапи се вклучени. И ова е првиот настан што го имавме кога сите дојдоа во Коварг 21. Ова е старо кино Вардар, мислам било, на улица Македонија. И толку убаво чувство имаше, да, амбиент, па сите ги качевме на сцена и таму им се обраќам. Тука се и ментори. Па доста луѓе има. Да. Ова е едно од моите први пати на говорница. Мислам дека имам 15 години, а на 13 имав ситуација што ми го промени животот. Исто беше на говорница, но за жал немам од тој момент слика. Тогаш беше моментот кога сватив дека сакам да имам импакт на мислев дека ќе биде наука првично затоа што бев асистент на факултет еден период. Меѓутоа на 13 години низ говорништво буквално имав транспортирање низ времето, рацете ми стана на стара жена кога сум на говорница. Јас постојам кога сум на говорница, многу природно и тоа мислам дека ме обликува и понатаму, затоа ги правиме сите овие нешта со стартапи, бидејќи импактот е кога предизвикуваш луѓе да размислуваат различно. И таа ми е слика што си ја чувам, овде сум хостеса на Манаки, дека имам 17 години. Битолчанка по потекло, да кажеме, така? Да. Супер. Баш е кариерното патување. Ова е слика многу што ме значи татко ми, кој за жал почина во август. Меѓутоа, ми беше човекот што ме притискаше на тие места, рекла ми ги поставуваше тие црвени граници. И мислев дека пред да последниве 2 години, фала Богу, пред да почине имавме убаво разбирање, цело време ми поставуваше најдобра женска професија, универзитетски професор. Зошто таму? Зошто не остана? Зошто не се потруди? Предприемништво. Па се, за изборот на животен партнер. Значи, цело време имаше таа граница, тоа се тие норми. Меѓутоа, и цело време мислев јас дека јас сум таа што го прави импактот на следните генерации, бидејќи ја пробушувам бариерата. Но тоа што не сватив, дека утре, пример, кога татко ќе каже на керкичка и предприемништво е најдобра професија, тоа нема да биде само поради мене, туку и поради него. Бидејќи не сите имаат шанса родителите, затоа што мене во неговите граници, во многу рана фаза, бидејќи специјална единица, полиција, ме натерале да се запрашувам и всушност да морам да сватам која е големата визија и што ме спречува до таму, бидејќи од луѓето што ги носиме, не ги носиме од врз базата на бенефит, најчесто луѓето така ги носат, но она што јас сметам дека ми користело во животот е што е тоа што ме спречува мене на тој ден да застанам на таа говорница во 50 години, што се транспортирав низ времето. Овде беше прв пат кога пробив моја ментална бариера, ова е Канарски острви, имам 20 години, работев како осигурителен брокер и само што почнав, бев избрана. Таму се постигнува и бев во топ 45 во Европа, кој што и јас само што почнав. И тука сватив дека може. И дека нема, особено во глобално размислување, дека старосната граница не игра улога и дека нема потреба од врски, дека тоа нешто што го слушаме, но технички многу од тоа се изговори. Да, во реалноста може и за мене е ова значајна слика од тоа, како реков, јас можам. Браво. Бев водителка на емисија, во мои од 14 години до 18, ова е Орбис, ова е за Силуета, мислам, да. Личам постара од сега, со многу повеќе шминка од сега. Естетиката тука. Да, тука тоа се тие фази и меѓутоа мислам дека имале тие фази. Сум благодарна што тогаш немаше овој social, што викаат булинг, бидејќи да се снимало што се кажувам, среќа нема. Тоа јас мислам дека сега сум добар говорник само затоа што сите глупости што можеш да се кажат на телевизија. Ги кажа веќе ги кажав, среќа нема доказ. Така. Да, што не е на интернет, значи не постои. Супер, многу ми се допаѓа вака
инспиративна, приказна и посебно барем едно нешто ако сакаме еве нашите гледачи да се инспирираат од она кој што ти го кажа, тоа е дека менталните граници постојат во нашата глава и нигде на друго место, дека ние сме тие кои што треба да се ослободиме и да сватиме дека да, сме жени, мажи, да, доаѓаме од мала земја, од Балканот, меѓутоа тоа не нас пречува да го живееме животот кој што навистина го посакуваме. Затоа секогаш сакам да имаме вакви луѓе кои што навистина имаат инспиративна приказна преку примери да докажат дека не е така како што ние си мислиме во главата. И тоа влече корени од детството. Да. Кога сте дете, многу јасно ви е што сакате, имате визија за себе си и полека се потиснува. И мислам дека токму искреноста на децата е таа, затоа и секоја чест за тоа што Затоа е многу важно кој ќе ги насочува Да ги слушнеме, децата понатаму и важни се родителите како ќе се работат со децата, затоа што ако ние им создадеме како родители бариера и на детето дека не може тука, не можеш ти, или дека често што знаеме да слушаме не те бива тебе. Да, не си ти за тоа. Не си ти за тоа, да. Тука е многу ограниченост. значајно. Ако му дадеме до знаење дека тој се може, се што ќе замисли дека може, тогаш и детето така ќе размислува и во таков човек ќе расте понатак. Кај мене тоа било добар баланс. Мајка ми била таа која што се можеш ти. Никогаш нема сања, нема трема. Сама да, татко ми бил тој со границите, ова жена вака не, ова девојка. Мајка ми била сања може се. Браво. Браво, затоа водиме Значат многу често на родителите, терапија сега и затоа треба уште многу терапија да поминеме за да стигнеме таму каде што сакаме да стигнеме, ама не е невозможно. И да бидеме убави на крај. Битно е да сме живи и здрави. Точно е. Морам да ја завршам емисијата, сакам да ви се заблагодарам многу и на трите. Јас навистина многу уживав и би сакала да ве слушам уште почесто и би сакала да ми гостувате повторно. Нека пројде некое време, да не биде сега веднаш. Нате ти посакувам се најдобро во професијата, живи и здрави дома со фамилијата. На Кирил нека му е среќен роденденот, па ќе се гледаме за убави работи. Нина, ти благодарам многу и на тебе. Ќе го гледаме подкастот, децата зборуваат, кој сака да го гледа нека отвори на YouTube и нека ужива и саѓа ти благодарам многу и на тебе и да рушиш уште многу бариери понатака во животот. Благодарам. Ете така, почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, се враќаме за кратко.